Повеќе од еден месец, околу 800 лица вработени во културните институции во регионот се оставени без плата. Ова значи и дека поради неплатените придоници за здравствено осигурување, тие не можат ниту да се лекуваат. Ова е голем проблем за сите вработени во културата, но за семејството Мијалкови од Штип, состојбата е невозможно тешка. Имено, семејството е со еден вработен во културна институција, 2 деца со посебни потреби и во моментов без здравствено осигурување за набавка на потребната терапија. Кога има здравствен проблем или во мојот случај терапија за децата кога треба да се препишат, сме одјавени здравствено. Огромен проблем е кога здравствено немаш. Месечно Мијалкови даваат по најмалку 17.000 денари само за лекови и во оваа ситуација едноставно тешко можат да се снајдат. Жива среќа што моите родители ми помагаат и мои пријатели, инаку и што нешто гледам да подработам, иначе е многу тешко. Многу од родителите не успеваат да покријат терапија. Има месеци ја кога не успевам да покријам терапија, па се осеќаш како лош родител. Причина за доцнењето на платите во културата е спроведувањето на колективниот договор, но и новата систематизација која се прави на барање на Министерството. Целава состојба е деликатна затоа што на тие што им доцни плата, доколку имаат потреба од лекар, ќе мора да си платат приватно затоа што немаат здравствено осигурување, па потоа да си бараат рефундирање. Доколку немаат пари како членови на синдикат, можат и оттаму да побараат помош. Вели Гоце Павловски, генерален секретар на Синдикатот на културните работници. При последниот работен состанок на синдикатите со Министерството за култура беше договорено да започне исплатата на плати согласно колективниот договор на сите институции кои ја доставиле потребната документација за плати и дека етапно ќе бидат исплатени останатите плати во моментот кога ќе добијат согласност за спроведената систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација.